Ивановски во Уставниот суд дојде од Советот на јавни обвинители, претходно пак работеше како кривичен судија во Основниот суд. Со Уставниот суд ке шефува 3 години, а мандатот му почнува од 1 ноември. Изборот е направен денеска на колегиум преку тајно гласање со двотретинско мнозинство на гласови. Актуелната преседателка Елена Гошева, чиј мандат ќе остане запаметен по боењето на зградата на судот од страна на шарената револуција, законот за амнестија и поништување на одлуката за распуштање на парламентот, останува уставен судија. Според деловникот на судот, председателот нема право на втор мандат. Кругот на избор на новиот уште повеќе се стесни, бидејќи на тројца судии, Исмаил Дрлишта, Наташа Габер Дамјановска и Газиме Старова, мандатот им истекува следната година. Председателскиот избор пак ја одложи седницата за минатата недела, а неизвестна е и оваа, брифираат од судот. Едно е сигурно, Жешкиот Костен, иницијативата за специјалното обвинителство, ќе се разгледува во новиот председателски мандат. Гошева пак, чии денови како председател се бројат, во интервју за неделникот Република на прашањето поврзано со иницијативата на СЈО, вели дека се работи за закон кој треба да се процени дали е во согласност со Уставот, а не се проценува дали е во согласност на интересите на тие што се закануваат и му кажуваат на судот каква одлука да донесе. Судот ќе одлучува за сите, а не само за овој предмет, кога ќе биде подготвен со својата стручна анализа по предметите. Тензиите за конкретниот предмет се производ на субјектите што имаат зацртано политички активности и затоа сакаат да го забрзаат ова прашање, а исходот на одлуката отворено го бараат. Вели председателката Гошева и укажува дека единствен орган во државата кој врши интерпретација на уставни норми е Уставниот суд.